ССМ по познатата рута и годинава со протест го одбележа 1 мај, денот на трудот. Протестот започна пред зградата на Сојузот на синдикати, продолжи кон собранието, па пред Стопанската комора, а заврши пред владата. Синдикалците со јасни барања: повисока минимална плата, почитување на колективните договори и подобра заштита на работниците на нивните работни места. Предупредија дека состојбата е сериозна. Само во 2025 година 31 работник заминал на работа и не се вратил дома, настрадал. Синдикатите од протестот испратеа и пораки и до синдикатите кои решија да не протестираат, но и до работодавачите. Лопови! 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 Рам за секоја една лага и од страна на газдите и од страна на представниците на власт. За сите овие 35 години држава. Денес и оваа година славиме 80 години постоење на Сојуз на синдикати на Македонија. Нема да дозволиме да ни го земат она што некој пред нас го градел или тоа што планираме ние со нашата генерација да го градиме. Протестот, кој оваа година имаше помал број присутни, заврши на познатото место за жалби и поплаки на синдикалците. Акцијата на денешниот првомајски протест беше пред владата. Лидерот на синдикатот Слободан Трендафилов упати пораки до граѓаните кои што денеска не сакаат да дојдат и да дадат поддршка на протестот, кој што е посветен на барањето за поголема минимална. Трендафилов порача дека веќе од понеделник граѓаните ќе се соочат со суровата реалност. На 4 мај во понеделник, сите нас, сите нив, сите што заминаа на продолжен викенд, сите кои ни ракоплескаа по патот до тука, сите кои гледаа од балконите, сите кои ќе не гледаат на вестите на телевизија, ќе ги удри суровата реалност во глава. А тоа е повторно најниска минимална плата во Европа, повторно најниска просечна плата во Европа, повторно обид за уништување на колективното договарање, повторно обид за уништување на синдикатите кои се борат, а не се молат. Според синдикатите, половина од работничкиот народ во Македонија живее со плата под 600 евра, а 1/3 е под прагот на сиромаштија. Инаку, како што можевте да забележите, во прилогот нема анкета со присутните. Овој прилог им го посветувам на сите колеги кои денеска работеа и ги исполнија своите обврски.